Средношколците утре го полагаат првиот испит по македонски јазик од државната матура за кој се имаат пријавено вкупно 15.000 ученици. Тестаторите сериозно да ја спроведат работата, а учениците да не припишуваат на испитот бидејќи тоа е дел од нивното образование, апелираше министерката за образование Весна Јаневска. Имам порака до две категории на учесници, а тоа е до тестаторите и наблюдувачите, што представува обврска на администрацијата, нивното присуство на државната матура, и мојата порака до нив е дека треба сериозно да ја спроведат работата во корист и на учениците, но и на државата. Дополнително напоменувам дека е подзатегната законската легислатива и дека таа треба максимално да се почитува. Втората порака е до учениците. Државниот испит е дел од нивното образование, не треба да представува никаков проблем, тие треба да пристапат како на еден нормален, составен дел од нивното образование. За разлика од минатата, оваа година полагањето на државната матура ќе се одвива со поригорозни мерки. На учениците ќе им се одземаат мобилните телефони, еден тестатор ќе внимава на 15 деца. Оној кој ќе биде фатен како препишува на испитот ќе биде веднаш отстранет и ќе му биде забрането да го полага предметот. За вториот дел од испитот кој ќе се одржи на 11 јуни, 13.000 матуранти се пријавиле да полагаат странски јазик, а само 1250 се одлучиле за математика. Државната матура е неопходен чекор за запишување на факултет, за разлика од пред 10 години кога на врвот беа општествените смерови, во последно време се поголем интерес има и за техничките струки. После сериозниот пат на заинтересираноста во претходните години, минатата година, учебна година, имавме одредено зголемување на бројот на студенти. Се надевам дека тој тренд ќе продолжи, иако се уште сме далеку од она што е потребно на државата. Тоа го потенцирам бидејќи нашите објекти со кои што ги градиме, ги одржуваме, ги контролираме, се објекти кои што можат да предизвикаат низа несакани последици врз безбедноста на населението, на учесниците во сообраќајот и така натаму. Уписите на факултетите ќе бидат на крајот на август, а на почетокот на јули универзитетите ќе ги објават конкурсите за слободни места за бруцоши.